Почитувани граѓани на Газибаба, Куманово, Шуто Оризари, Ѓорче Петров, Бутел, Чаир, Чучер Сандево, Старо Нагоричане, Липково и Арачино. Вие наградувате и вие казнувате. Вие ја давате и вие ја одземате довербата. Недела, 27 април е ваш ден. Ден кога со заокружување на гласачкото ливче одлучувате за својата иднина и иднината на вашите најблиски. Ден кога вие одлучувате за иднината на Македонија. Изминативе денови имавме можност да се сретнеме одблизу и да размениме мислења. Ви благодарам за присуството на сите средби и за топлиот прием. Ви благодарам за шансата што ни ја дадовте да ви кажеме што сработивме и што ќе сработиме доколку повторно ни ја дадете довербата. Затоа што таков е нашиот концепт. Честност, отчетност и посветеност. Македонија во 2006 и Македонија во 2014 многу се разликуваат. Македонија во 2006 година беше земја од која странските инвестиции бегаа како чума и кога беа рекетирани, како што беше на пример случајот со Ауди. Македонија во 2014 е земја во која се повеќе влегуваат странски директни инвестиции. Македонија во 2006 беше земја каде стотици илјади граѓани останаа без работа и без екзистенција. Стапката на невработеност достигнуваше рекордно високо ниво. Македонија во 2014 во екот на најтешката економска криза успеа да ја пробие бариерата под 30% невработеност. Со отварање на нови 120.000 работни места, во Македонија во 2014 невработеноста падна на околу 28% и за прв пат имаме рекорден број на вработени, односно 685.000 лица, или вкупно 41%. Македонија во 2006 беше земја во која стандардот паѓаше, а пензиите, платите и социјалната помош или беа замрзнати или се намалуваа. Македонија во 2014 е земја каде во криза континуирано се зголемуваа и платите, и пензиите, и примањата по основ на социјална помош. Македонија во 2006 година беше земја каде земјоделците добиваа 0 денари субвенции. Во 2014 е земја каде земјоделците добиваат 150 милиони евра годишно за субвенции. Македонија во 2006 беше земја каде што корупцијата цветаше и земја која беше рангирана на срамното 106-то место според листата на Transparency International. Во 2014 година Македонија е меѓународен доверлив партнер и добива пофалби за борбата против организираниот криминал и корупцијата. Македонија во 2006 беше земја без инфраструктурни објекти, без стадиони, без сали и со субстандардни услови кои беа срам за нашите клубови и спортисти. Во 2014 ги имаме арената Филип II Македонски и репрезентативниот спортски центар Борис Трајковски. Навистина има разлика. И вие знаете да ја препознаете. Успеавте да ја препознаете и пред 2 недели, кога во првиот круг на председателските избори извојувавме историска победа со над 122.000 гласови разлика. Граѓаните од цела Македонија покажаа дека знаат да направат разлика. Но токму вие, од изборната единица број 2, најдобро разграничивте што е политика на надеж и перспектива, а што е политика на очај и стагнација. Како нашите противници одговорија на вашето гласање? Се обидоа да ја девалвираат вашата волја. Се обидоа да ве омаловажат вас и вашиот избор. Ве навредуваа и ве понижуваа. Отпочнаа со најцрната, најнегативната кампања досега видена во Македонија. Не понудија ниту еден проект, ниту една визија или некаков план. Понудија само клевети, манипулации и лаги. Разликата меѓу нас и нив е што ние знаеме дека тие повторно ве потценија. И затоа знам дека на 27 ќе видат колку погрешија.
Граѓаните на Република Македонија се искусни и сакаат својот глас да го дадат не за празни зборови, туку за програма и за проекти. Затоа ние излеговме со нова, најобемна и најдобра досега направена програма во Македонија. Вкупно 2046 проекти со точно дефинирани рокови за нивна реализација и точно определен и обезбеден буџет. Одблизу ви ги презентиравме проектот за еднократен отпис на долговите и зголемувањето на платите, пензиите, социјалната помош како дел од проектите во социјалната сфера. Ви ги представивме реформите за подобрување на бизнис климата, што ќе придонесат за дополнително привлекување на странски инвестиции, развој на македонските компании и отварање на 64.000 нови работни места. Го презентиравме концептот на зголемено субвенционирање во земјоделието и обезбедените 600 милиони евра за субвенции. Ги презентиравме планираните проекти и инвестиции во инфраструктурата и енергетиката. Ви ја доближивме нашата визија за модернизирање на образовниот процес и помошта која им ја нудиме на младите луѓе во Македонија. Го представивме нашиот план за инвестирање во здравството и подигнување на медицинската нега на највисоко ниво. Промовиравме концепт за унапредување на спортот и културата во наредните 4 години. Почитувани граѓани, вие знаете дека ова не се празни зборови. Знаете дека гаранција за остварување на овие проекти е нашиот отчет. Знаете дека овие ветувања ќе се остварат заради реализацијата на над 1200 проекти во изминатиот 3,5 годишен период. Токму затоа имаме образ повторно да излеземе пред вас и да ја побараме вашата доверба. Во тоа е разликата меѓу нас и СДСМ. Тие знаат дека нивниот погрешен концепт повторно ќе биде поразен, по 9 пат. Наше е да се обидеме тоа да го објасниме на што е можно поголем круг на луѓе. Да им укажеме дека гласот даден за СДСМ или за некоја друга помала партија, за која се знае дека нема да победи, е глас во празно. Гласот даден за Пендаровски е пропаднат глас. Гласот даден за ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија е глас за најмалку 62 пратеници во Македонското собрание, што ќе гарантираат реализација на ветените проекти. Глас кој ќе биде заштита од секакви уцени и блокади. Глас за подобра Македонија. Вашата доверба ќе биде таа што ќе ни даде енергија и мотив да продолжиме заеднички да градиме сигурна иднина, да продолжиме по проверениот пат. Вашиот глас е тој што одлучува дали ќе живееме во Македонија што оди напред или ќе живееме во Македонија што стагнира. Вашиот глас е гласот што ја прави разликата во каква Македонија сакаме да живееме. Затоа ве повикувам во недела да излезете масовно и во мирна, фер и демократска атмосфера, да покажете дека никакви манипулации не може да ја оспорат волјата на народот, да гласате за програмата на ВМРО ДПМН и за Коалицијата за подобра Македонија и да гласате за уште еден мандат за председателот Ѓорѓе Иванов и премиерот Никола Груевски. Ви благодарам.